Почитувани, добро ви утро, добро ви неделно утро. Се јавувам од мојата улица и се надевам дека ќе ме слушнат надлежните во градот Битола за да си ги покријат лајнениците кои што се распрскани секаде низ градот. Зашо се работи имено? Одиме со слика од улицата. Вака. Ова е, ви кажав, мојата улица, 4. јули. Ова е моето количе Корсиче, за кој што сега ќе зборувам. Самата улица е асфалтирана во 1972 година. И ја крпат, дупка до дупка, дупка до дупка, ајде, ворете сето тоа. Меѓутоа, еве на 3-4 метра од мене, ова е покриено од мене, со песок го покрив. Имаше јуни или јули лани, водовод имаше тука дефект, ја ископа преку цел пат ова дупка и ја остави. Еве веќе преку 6 месеци врват. Ова што гледате песокот од мене турен овдека. Размислував да го бетонирам, меѓутоа ќе ме пикнат затворове, ќе речи кој ти кажа да бетонираш нешто што не е твое. Сега ова песокот овдека што гледате што сипав. Одиме со мене молце. Со текот на времето нешто ќе потони в земја, нешто ќе се раздува го рудало. Тоа имав песок, имав чакал ќе му ставев. Значи ова е почетокот на улица 4. јули. Ќе забележите дека од западната страна има 7 куќи, исто така има 7 куќи и од источната страна. Пута 2, 28 семејства, мои комши, живеат на оваа улица. Никого не го заболеве луѓеве. Ги крашат овдека колите и никому ништо. Има и скапи коли. Има некои по 2 и по 3 коли, скапи коли, си ги кршат и никој ништо не вели. Оваа улица, значи овој влез кај мене во мојата улица, го користам минимум 4 пати. Значи, за да слезам надолу, додам кон Црмоз, сега ќе ви кажам, тука пред еден месец исто така имаше некој си дефект и дефектот е оставен, уствари си го направа, може би дефектот, меѓутоа повторно останаа оние дупките. Еве, сега се наоѓаме на улица Романија. Еве, тука си сврши работа, си поставија чакал и толку, збогум памети. Сега да забележите нешто чудно на оваа улица на Романија. Ова улица Романија е 1996 година асфалтирана. Забележете, ова беше калдрма. Забележете колку сантими има асфалт. Ако речам 3, многу е. Некој овдека, да не одам нагоре по улица Романија, таа целата е со дупки. Сега што е проблемот? Ви кажав дека 4 пати минимум ја користам дневно мојата улица со моето моторно возило. Го видовте Корсичето, старо е, ама безобразно. На секое врвење од тука, кога ќе слегвам надолу, од првата дупка, од дупката во мојата улица и почнува. Пази бе, коњ еден, кај возиш? Ми ги искрши стабилизаторите, ми падна рамењата, ми го заеба с глобо, да ти се направи ова, да ти се направи она, биди внимателен, ова, она, и некни во втора смена кога одев на работа, само што поминав на првата, на втората дупка и почна. Да ме колни, да ме пцуе, да ме омаловажува. Јас ја поминав удолницата на Црмоз, знаат битолчани, се паркирав лево тука на Карши споменикот, ја исклучив колата, не може да трпам повеќе од пуста корса моја. Ја исклучив колата, ја отворив каубата за да ме слушни поубаво и почнав да ја информирам, да му објаснувам. Моје количе, моје Корсиче. Јас не сум крив за дупката
што е во мојата улица. Дупката му кажав, ја направи водовод пред 6-7 месеци. Имаше проблем. Дали си го направили проблемот, не знам, меѓутоа проблемот остана за нас. Не сум јас крив. Има надлежни институции, начело со нашиот ни мил градоначалник Тони Коњановски. Ако нешто не е во ред, ако некому му се лутиш, му е мило Корсиче, лути му се нему. Јас се декларирам како образован и како интелигентен, како културен човек и не ти му пцујам на некого, нити ништо, ама не можам бресо Корсава да се разберам никако. И добро, дали ме разбра, не ме разбра Корсата, не знам искрено да ви кажам. Меѓутоа, сега пак, кога и да поминам, по најмалце 10 минути до сатот, пцуе по градоначалникот, по водовод, по одговорните за самата состојба, никако веќе преку глава ми дојде. Не можам да трпам пцости. Од клетви, од пцости, од ова, од она, пуста Корса, само да влезите со мене да седните. На совозачкото место ќе видите како пцуе. И шо сега? До кога ќе биде вака, искрено не знам. Меѓутоа, некни, зошто и се јавив, некни го слушнав нашиот ни мил татко на градот, градоначалник, како одговорница ни порача, ствари му порача на советниците, меѓутоа тоа важи за жителите на град Битола, за сите жители на град Битола. Вака рече нашиот ни мил градоначалник со животинско презиме Коњановски. Не ги гледајте дупките, гледајте убави работи. Аха, и сега дојдов јас дома, ја анализирам, шо сакаше да кажи бе, градоначалникот со животинско презиме, да не ги гледаме дупките, да гледаме само убави работи. Чекај, реков да видам убави работи. Шо убави работи јас можам да гледам во град Битола или околу мене што се случува. Мојата имотна состојба е стотици пати помала од имотната состојба на градоначалникот и воопшто не ми личи на убава работа. Убаво околу мене, може би сега паркинзите што ги сфарба со бела боја, може би се убави, меѓутоа поубави се за него, затоа што од таму се земаат парични средства за, како што велат тие, одржување на градското предпријатие паркинзи. Убави работи. Чудно. Моето конто, ви кажав, е стотици пати помало од неговото. Мојата имотна подвижна и недвижна состојба исто така стотици пати помало од неговата. И човекот ме убедува да не ги гледам дупките, туку да гледам само убави работи. За жал не можам да гледам убави работи. Мене ми сметаат ваквите работи. Посебно на мојата Корса му сметаат ваквите работи. Ја искршив цела Корса. Што да му управам? Меѓутоа, тоа е тоа. Сега. Тони Коњановски. Зошто тебе ти собраќа? Улицава 4 јули се наоѓа во град Битола. Да беше во град Прилеп, ќе го барав прилепскиот градоначалник. Ама зошто мене? Абе, ти си татко на градот. Ти поставаш директори, ти палиш, ти го гасиш светлото. Ти си одговорен за ова состојба. Сад ќе речи за дупките да сите сум одговорен? Да, бе, бате, за се си одговорен, токму баш ти. Некој од ти кој што си ги поставил, са да не го барам јас кој е шо е, човекот, да си пратиш на улица 4 јули и на улица Романија да ги асфалтираат дупките. Затоа што ако не му сметат на моите комши оваа дупкава, мене ми смета. Плаќам уредно порез на куќата, при регистрација на 3-4 возила имам, запирате за патишта, задржување на патишта и така натаму и така натаму. Кој да ја асфалтира улицава? Но саќе речиш, ти си градоначалник. Не, најди си човек, не ми интересира мене. Ти си таткото на градот. Најди си човек кој што би асфалтирал оваа дупка, би ја покрила века на улица 4 јули. Повторувам по енти пат. Сакам да те подсетам и уште нешто. Пред тебе имаше еден градоначалник,
Владо Талевски, исто од вашите редови, од ДПМН-овските редови, кој што беше 3 мандати. Се надевам дека и ти ќе бидиш 3 мандати градоначалник. И една зима во Битола падна снег бабачко, 50 сантими, и наеднаш удри минусни температури, минус 20, минус 30, го замрзна снегот, се направи мраз. Целата чаршија долу во градот, старата чаршија не се влегуваше и имаше критики од луѓе како што еве и јас тебе те критикувам. И нормално критиките ќе одат кон него, не кон прилепскиот градоначалник, затоа што се работеше за битолската стара чаршија. И тој им порача нешто слично, како што им порача ти на граѓаните. Вака рече Талевски. Што сакате вие? Ете, и јас го газам снегот, и јас сум градоначалник, па го газам снегот, што да правам? И што да чекаме да дојде јуни да се стопи снегот? Меѓутоа, тој што беше градоначалникот Владимир Талевски, не беше свесен дека клетвите, колнатијата, фаќаат. Него кузне колку луѓе во Битола го имат колнето, пцуено, тој беше заакан во материјалните работи, си беше комшија со сите, си стана со еден комшија, со двајца комшија, со тројца, са во секоја улица можеби си има по некој комшија, меѓутоа една од илјадниците клетви го стигна Тони Коњановски. Со партијец ти, оди посети го дома, прашај го како, што направиш со тоа што дивееше во градот 3 мандати, со тоа што те колнеа, прашај го, образувај се малце. Што ако тебе те стигнат некои клетви, некои колнатија, мрднај малце и ти со главата. Лесно е да бидиш градоначалник. Шо е убајна. Овие што се твоите гласачи не знаат. Предпоставам дека не знаат. Зошто се радуваат кога ќе вие станите градоначалник, кога некој ќе стани советник, пратеник и така натаму и така натаму. Вие ќе имате 4 годишен минимум мандат за ваше дивење. Ова што го правите овдека на мојата улица, са конкретно повторно ќе се вратам на 4 јули, се вика класично дивење. Што треба да направиме ние за да се асфалтира овој дел, ајде уште еднаш. Еве. Што треба да направиме за да се асфалтира овдека, да не ги кршиме колите? Ајде објасни ми ти. Додома се жалам кај прилепскиот градоначалник, кај ресенскиот градоначалник. Поздрав и до сите мои комшии. Не знам каква е состојбата со вашите коли, дали ве пцујат и тие, дали и вие некого пцуете, појма неам. Меѓутоа, ќе говорам исклучиво во моје име, затоа што, еве, ова корсичево, моје, ги прави сите проблеми. Ајде, малце поведро, денес е недела, иако е облачно. Имајте убав неделен ден. Градоначалнику уште еднаш те повикувам да си ја асфалтираш оваа улица и да конечно ги донесиш работите точно така како што треба. Мене не ми требаат, искрено ти кажам, твоите убави работи. Ти верувам дека имаш убави работи околу тебе, си имаш културни лета, си имаш зимски приказки, па сечење на некој ленти, затворање на некој патчина, водоводи и така натаму, канализации. Ти си во материјалниот свет влезен и не знаеш што се случува. Какова француската кралица се однесуваш. Кога ги видела луѓето кај што гладуваат, та им рекла, шо име новие не се нешто ухранети ово набе, му вели, тој ше бил со неа, немат лев да јадат. И таму викаме, дајте му колачиња. Е, така и ти се однесуваш. Ме тераш да гледам убави нешта, да не ги гледам дупките. Ќе ги гледам дупките и ќе ја подржва мојата корса, кога ќе пцуе, кога ќе колни, кога ќе фрла клетви, врсите оние кои што му ги уништуваат нејзините амортизери, зглобови, стабилизатори, рамења и така натаму и така натаму. Уште еднаш, мои сограѓани, мои македонски сонародници, имајте убав неделен ден.